ВМРО ДПМН најпрвен го игнорираше проектот инвестиции сега на СДСМ и се надеваше дека тој ќе помине незабележано. Откако бизнисмените и јавноста го поддржаа проектот, ВМРО ДПМН ја смени тактиката и сега вели дека СДСМ го украл проектот од нив. Со тоа, ВМРО ДПМН прв пат, конечно, јавно призна дека СДСМ има и нуди проекти. Второ, СДСМ не можел да го украде проектот од владата, бидејќи владата таков проект нема. Многу е едноставно. Кај она со што се фали владата, кредитната линија од Европската инвестицијска банка, фирмите плаќаат камата. Кај проектот инвестиции сега на СДСМ, фирмите не плаќаат камата. Каматата ја плаќа државата. Толку ли е тешко за ВМРО ДПМН да ја разбере оваа разлика? Имајќи ги предвид сериозните потешкоти на ВМРО ДПМН да го разбере проектот инвестиции сега на СДСМ, ние повторно им нудиме ним и на владата да им го објасниме проектот. Нека одберат време и место, еве ако сакаат и во просториите на ВМРО ДПМН, ние сме подготвени да одиме и таму и да им го објасниме проектот. Со проектот инвестиции сега, СДСМ испрати многу јасна порака до бизнисмените, до оние кои што сакаат да инвестираат. Тие сватија дека е подобро за нив да инвестираат и државата да им ја плаќа каматата, одошто да инвестираат и самите да плаќаат камата. Проектот инвестиции сега на СДСМ е добар проект и СДСМ ќе го реализира независно што мисли ВМРО ДПМН за тоа. Благодарам. Дали има прашање? Не.